Благодарам. Темата е морска, нови работни места. Тоа е целокупната економија. Кога би била лесна, не би биле ние 70 години со тој проблем. Како држава и светот не би се соочувал со тоа главно прашање, речи се на секаде, на земјината топка. Меѓутоа, Македонија има огромни проблеми и нема изгледи да ги реши, особено не со овој економски и политички систем. Кој ќе се каже како да се реши невработеноста, општиот одговор е, општото место е, треба да се зголеми економскиот раст. Супер, но зголемувањето на економскиот раст е ѓаволски тешка работа, затоа треба многу добро организирана држава, многу силни институции, добро образование на населението, добро здравство и така натаму, расчистени поими, стигнато до нив со консенсус највисоко можен за тоа што е социјална правда, што е фер, што е правично. Доколку тоа го нема во едно општество, тоа не може да даде економски резултати. И еве два главни показатели за нашата беда како општество, производ на целиот систем. Од 1991 година до 2013 Македонија има економски раст од само 1,3%, реален раст. Само 1,3%. Глобалната стапка на раст на светот е 2-3 пати поголема од таа, а на земјите во развој, што се компаративни со нас, уште повеќе од тоа. Тоа зборува за нашиот неуспех комплетен. Поради таа стапка на раст, Македонија го губи своето население. Во 1991 година Македонија имала 2.033.946 жители, тогаш имаше попис. Сега без попис со прогнозите на Груевски и Ахмети имаме 2.067.000 жители или раст само од 35.000 жители, 33.505, просечно годишно само 2.395. Но не е целата трагедија во овој раст, што го нема на населението. Без раст на населението нема раст и на економијата. Трагедијата во тоа што овие 2.067.000 ги нема во Македонија, не се тука, ги нема. Не знаеме колку помалку во целиот овој период се намалува работната сила во Република Македонија по квантитет и квалитет, зашто бандите не дозволуваат собирање на точни податоци и затоа е невозможно Македонија да има економски раст само поради овој фактор, што е последица на нешто друго, а да не говориме за многу други прашања. Значи, ова се двете клучни прашања кои што со многу политики треба да се променат. Меѓутоа, Македонија тој мал раст од 1,3% за 21 година, ново додадена вредност која се зголемува, може и вишок на вредност да го употребам терминот, може, старија, ама добар е, независно што е од Маркс, може би некои работи ќе се ревитализираат. Македонија го губи и она малку што го произведува овде низ авении, низ Суетски канали, кои што истекуваат од земјата. Јас само ќе ви кажам неколку примери. Постои еден податок, една категорија, меѓународна инвестициона позиција, на која што има работено Бранимир многу во Народната банка, економистите слабо ја експлоатираат. Што покажува тоа? Тоа покажува колку Македонија има побарување во странство, во секаков вид на имот. И колку странците имаат побарување во Македонија, целото портфолио во секаков вид имот.
Во 2006 година странците повеќе побарувале од Македонија 1,8 милиарди денари. Во 2015 година, третиот квартал, побаруваат близу 5 милиарди повеќе отколку ние што побаруваме. Што значи тоа? Тоа значи дека Македонија секојдневно станува се повеќе поседувана земја. Преку таа состојба истекуваат големи пари од овој мал доход што го произведуваме. Како истекуваат? Еве како истекуваат. Во тие 9,5 милиарди се 4,1 милиарда инвестициите на странците. Директни инвестиции. И 3,3 милиарди се заеми. Значи, близко се доаѓаме до тие 9 милиарди, другото да го занемариме. На тие 4,1 милиарда преку инвестиции, Огнене, молим те да ми дозволиш малце, мислам дека бројките се добри. Значи, на тие странците преку тоа земаат добивка и го имаат капиталот во свој раце во секое време. На тие 3,3 милиарди Македонија просечно плаќа околу 4% камата. На тие. Македонија во странство има 4,7 милиарди, од кои што 2,2 милиарди се девизните резерви на Народна банка, на кои што добива сега помалку од 1% камата. И 600 милиона се на банките, на кои што добива можеби 0,5, а во некои случаи и минус од тоа. Так. Значи, еден сегмент. Втор сегмент на истекување на пари. Може да го искористите вашето право во прашањата кои ќе ги постават, за да бидеме честни кон сите говорници кои до сега почитуваат.